Дури од двете најголеми партии не можевме да ги најдеме сите, например од ВМРО ДПМН за парламентарните избори 1994 година, но и 2002 година, а од СДСМ само за 1998 година. Во однос на содржинскиот опсек се фокусиравме само на изборните програми од парламентарните избори, бидејќи тие ги сметаме за најсуштински и најподатливи за ваква анализа. Вториот аспект се од нашата анализа на дискурсот на партиите се етничките специфики на дискурсот за европските интеграции кај македонските партии, така наречените македонски партии, така наречените албански партии, меѓутоа така се класифицирани и во јавноста. Доколку внимателно ги читаме пораките од политичките програми на двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ од 90 до 2014, можеме да препознаеме определени законитости. И во таа смисла може да се идентификуваат три типа на дискурс кои што ги проникнавме преку анализата. Првиот е дискурс на вредности. Тоа е кога пристапувањето кон него се отсликува преку јазикот на вредностите и преку значењето на вредностите, и тоа на два начина: конструирани вредности и примордијални, првобитни вредности. Во рамките на содржината на овој дискурс влегуваат осликувања на ЕУ како процес на прифаќање и почитување на принципите и начелата, кои државата треба да ги достигне со макотрпна работа, а тие служат повеќе како некаков идеал и како некаква мерка за европското и демократското општество, каква што Македонија сака да стане. Например, конструирани вредности кои што се спомнуваат во програмите се оние кога има декларативни, но и посуштински залагања за демократија, владење на правото, слобода на говорот, независно судство и слично. Тие ги сметаме за конструирани, бидејќи државата која ги прифаќа како дискурс, потребно е да работи на нивно остварување. Не е доволно само декларативно да се залага за нив, и тие да добијат своја специфична содржина во рамките на конструираниот дискурс. А нивното остварување се оценува врз основа на помалку или повеќе објективни критериуми кои може да се верификуваат. Од друга страна, примордијалниот дискурс на вредности е оној кој реферира на пристапувањето кон него како цивилизацијски чин на враќање на дадениот или зададениот идентитет кој што нам секако ни припаѓа, или враќање кон европското семејство, каде што природно припаѓаме. Значи, тоа е еден дискурс кој што не повикува на некој посебна акција и на некоја посебна макотрпна работа, за да остварите некакви идеали или некакви вредности, туку повеќе дека тоа е природно во вас, дека вие припаѓате во Европа. Тоа е повеќе дискурсот кој што го користат политичарите и кој што се обраќа на политичарите. Овој дискурс на вредности е дискурс кој што покрива повеќе политиката. Вториот дискурс на придобивки за граѓаните е всушност дискурсот кој што се обидува да им ја приближи ЕУ на граѓаните директно, наспроти високата политика од дискурсот на вредности. Содржината на овој дискурс на придобивки од членството во ЕУ ги отсликува пред се конкретните финансиски и други придобивки кои што можат да ги стекнат во текот на пристапувањето во ЕУ и со членството во оваа структура. Како пример можеме да ги наведеме податоците за тоа колку пари од предпристапната програма на ЕУ ИПА се достапни за Македонија или се искористени, колку пари се достапни за развој на земјоделството, колку младите може да патуваат преку програмата Еразмус, колку слободно може да се патува со визната либерализација и така натаму. Клучната цел на овој дискурс е да ја доближи Европската унија кон обичните луѓе и при тоа го дефокусира наративот за ЕУ од апстрактните вредности и големите теми како геостратегија и висока политика. Ваквиот дискурс пред се одговара на прашањето што имам јас од ЕУ. И целта е да им се даде шанса на граѓаните да ја почувствуваат Европска унија на своја кожа. Дискурсот на стандарди или реформи е по-бирократски дискурс. Тоа е третиот кој што може да го препознаеме преку програмите на партиите.
тој дискурс на стандарди всушност ги опфаќа прашањата кои треба да бидат двигател на реформите. Тој ги интерпретира европските интеграции како процес на прифаќање на норми, стандарди, 150 закони усвоивме оваа година, ја усогласивме фискалната политика. Еве денеска имаме ситуација кај што по тој изговор Уставот има предлог за менување на Уставот за да се усогласиме со европските стандарди и така натаму, барем на вид. Тоа е еден по-бирократски дискурс и програмите тука се обраќаат пред се на јавната администрација. Фактот дека и обете партии ги користат истите дискурси и поддискурси во градењето на нивната структура не значи дека тие се еднакви. Напротив, доколку поблиску ги анализираме, всушност се гледа дека застапеноста на трите наведени нивоа се со различен интензитет и со различен сооднос. Накратко ќе ви ги прикажам насловите по она што ние го насловивме како суштина за програмите, за да видиме како тоа еволуирало и кој дискурс доминирал. Кај ВМРО ДПМНЕ во 90-та година главната парола е обединета Македонија во обединета Европа и прилично скромно се покрива на еден примордијален начин, значи на тоа дека ние природно припаѓаме таму, без големи приказни. Слично е и во 98 година под паролата Македонија цивилизирана европска држава, а додека во 2006 година веќе е поголем трансфер на она природба во 100 чекори кон идеалот за Европа, односно по-конкретни мерки или оној дискурс на придобивки и на стандарди се прикажува. Но она што е интересно е што дискурсот оној на вредности, особено оној примордијалниот кај што ние природно припаѓаме на Европа, се губи кај ВМРО ДПМН во две изборни програми поред, во 2008 и во 2011. Тука пред се преродбата ќе продолжи, но од тогаш натаму се наведува проблемот со спорот за името како главен кој што стои на патот кон ЕУ и дека Македонија ќе продолжи со реформите, со утврдување на стандардите, со прифаќање на стандардите и така натаму. Додека во 2011 има еден поостар тон дека ќе се обидеме преку правда и преку судот во Хаг да дојдеме до Брисел и до европските интеграции. 2014 повторно се јавува дискурсот на вредности, укажувајќи дека тешко дека ќе влеземе и тешко дека можеме да влеземе во ЕУ, но ние не се откажуваме од европското семејство, бидејќи таму припаѓаме, а нели од семејството не можете да се откажете. Интересно е, тоа ќе го што најобемната програма на СДСМ за ова прашање, за прашањето на европските интеграции е на првите избори во 90-та година, кога таа партија се уште се вика СКМ-ПДП и кога настапува во тој дел под паролата "Ние сме еднината на европското лице на Македонија". Всушност таа програма изобилува со големи ветувања, со големи идеи за Европа, со тоа дека фаќаме тек и сакаме да се доближиме до Европа и таа да се доближи во нас. Практично, низ целата програма провејува ова прашање со цел да се направи дистанца на СКМ-ПДП кон предходните, кон СКМ како структура од која што произлегува. Во 1994 година веќе се трансформира дискурсот. Повеќе фокусот е ставен на стабилизација и нормализација и постепено за членување во Европската Унија. Тоа нормално произлегува и од контекстот на тешкиот живот. Понатаму, да ја вратиме Македонија на вистински колосек е главната максима која што доминира во дискурсот на СДСМ, кој што секогаш задржува одреден дел на вредности и комбинира прашањата на стандардите и на придобивките со вредностите.
Во 2006 се вели дека Македонија и треба на Европа, тука има исто така обемен дел за Европска унија, а во 2008 веќе се соочува со оној сличен дискурс кој што ВМРО го презентира како огромна пречка за членување на Македонија во ЕУ. Тука се наведува дека еден мал чекор не дели од успех. Во 2011 се вели дека Македонија не смее да ги менува целите на крајот од трката, а во 2014 за прв пат европските интеграции се третираат како внатрешна политика, а не како надворешна политика. Тоа е обид да се интернализира прашањето и да се прашањето за европеизација на општеството и на државата да се стави како политички приоритет на внатрешно ниво, а не како дел од надворешната политика. Во таа смисла можам само да заклучам на крајот преку оваа кратка презентација на основната линија на дискурсот на двете најголеми партии, дека кога партиите се во опозиција, најчесто се повикуваат повеќе на вредностите и на она што би требало да се достигне како критериум за Македонија да биде демократска држава. Кога се на власт, тој дискурс на вредности повеќе се истиснува, а се промовира оној дискурс дека многу проекти ќе се направат, дека многу стандарди ќе бидат прифатени, дека многу придобивки ќе има за граѓаните и на тој начин се дефокусира од големата приказна кон помалите и поконкретните приказни. Ние ставивме како една од препораките дека секогаш треба да постои баланс помеѓу големата приказна и малите приказни, за да биде сликата покомплетна, но ете со тоа ќе завршам и ќе оставам простор за дискусија и да ги разгледаме заклучоците и препораките низ дискусијата.